Назад во студиото, како да учиме побрзо, полесно и поефикасно. Денес зборуваме за школата за брзо читање и мудро учење со едукаторот тоа училиште, таа школа за полесно совладување на еден современ пристап со што ќе им се улесни животот и на децата, и на учениците, па и на повозрасните. И моето прашање е до гостинката на Слободанка, магистер Марија Наумовска, дали има ваков пристап и дали е можно брзо да се учи? Да, секако. Прво благодарам на поканата. Баш ви е пријатно тука во емисијата и мислам дека нашето мото за нашата школа е да има пристап за побрзо и да се чита и да се учи. Значи научи како да учиш, меѓутоа со правилни техники. Тоа ние нели што го кажуваме во нашата школа, што не може секојаш родител од дома да помогне на децата. Така да, постојат меѓутоа многу правилно избрани техники кои што нели ги има само во нашата школа и со тие техники може понатака да се развиваме нели логички, интелектуално. Да ги прикажате сите овие техники на нашите гледачи. Да ти кажам, Оливера, добро утро. Добро утро. Еве јас тебе да те прашам нешто. Да. Од колку часот започна снегот со оглед на тоа дека ти си од пораните утрински часови? Јас кога излегов во 5:20 утрово, веќе пропрскуваше снегче. Но не беше како што е сега. Сега не знам каква е, не сум од тука станата. Сега е веќе наврната убаво, но добре дојде снегот, не за возење, меѓутоа за дишење на чист воздух и за радост се знае и за нас возрастните и за дечињата. Ајде од мене добро утро, Марија. Добре ни дојде. Драго ми е што ќе имаме можност да позборуваме нели за она што е многу важно за нашите дечиња, како тие да совладаат па материјалот кој што го имаат во училиште и побрзо да учат, да пишуваат и така натаму. Но да не заборавам да си ги поздравам и нашите гледачи, да им посакам добро утро низ цела Македонија, па не следат и во Прилеп со оглед на тоа дека си прилепчанка, така? Ајде нешто повеќе за тоа како дојдовме до оваа идеја. Идејата дојде со веќе 10 години. Мојата мајка има едукативен центар во Прилеп, во кој што секако дека и франшизниот модел е вметнат во истиот едукативен центар, школа за брзо читање и мудро учење. Со тоа некако се прошири тој бизнис, така да минатата година во 2025 година во јуни месец отворивме школа и во Кисела Вода, каде што ја водам јас. Јас сум едукатор, франшизер и менаџер на таа школа. И можам вака гордо да се пофалам дека веќе има и резултати ке дечињата, новите дечиња во Кисела Вода. Тоа е сигурно најголемото задоволство. Да, родителите и нели наставничките имаат ефект, значи и во учењето, но меѓутоа покрај тоа што интелектуално се развиваат дечињата, и онај психолошки дел, каде што нели можат со самодоверба да ги презентираат своите лекции и концентрацијата и фокусот го подобруваме со нашите техники, така да и брзо читаат и мудро учат, но меѓутоа и се ослободуваат од некои таквиете, да кажам, психолошки моменти. Така, да, верувам дека резултатите се видливи. Да. Со оглед на тоа дека кога веќе се запознавме, енергијата веднаш се чувствува. И сакам да кажам дека се чувствува и тоа што жилбата ваша од ваша страна за да пристапите кон дечињата онака како што и треба кон нив, за да ги мотивираме за да учат, меѓутоа да школа за брзо читање и за мудро учење. Сега јас вака би сакала малку да ги разграничиме работите, па како се започнува, на каков начин се работи со дечињата, како што кажавме, нели, како што потенцира, дека радосна си што има резултати. Меѓутоа, за да дојдеме до тој резултат, да, нема волшебна стапче, значи имаме отрпна работа и фокус, значи и константност, нели, за да може да се посветуваат часовите. Првично би почнала со програмите, затоа што тоа е нели битно за идните нели ученици во нашата школа, затоа што ние не почнуваме директно од таа програма што е на највисоко ниво, затоа што имаме повеќе варијанти на програмите. Првачињата, идните првачиња можат да се фокусираат на, значи таа програма се фокусира стрикно на такви техники кои што се наменети интелектуално за таа годишна возраст. Тука изучуваме мемориски техники, графомоторички вежби, математичко-логички вежби кои што реално помагаат ке првачињата и почетно пишување,
кои што помагаат за во иднина да можат да продолжат и на другите програми, а секако и нели за стартот на второ одделение во школа. Втората програма ни е за дечиња од 7 до 9 години, која што исто така имаме математичко-логички вежби, мемориски техники и слично. После тоа ќе ги објаснам конкретно модулите по кои што се раководиме нели за сите програми, затоа што сите програми имаат една иста цел, да ги научат децата тоа претходно што кажав, да учат, да пишуваат, да се ослободат и да го засакаат учењето. И да ја стекнат самодовербата. Еве гледаме и во моментов видео кое што ни го испративте туку од вашата школа. Па изгледа прекрасно, морам да кажам. Имаме простор да се дружиме, имаме простор за секое дете за да си се почувствува нели сигурно покрај вас таму и да има желба, она што е многу важно да учи, затоа што гледам дека оваа училница е приспособена со боите на дечињата. Да, со боите на дечињата и многу е битен просторот, да сакаат да доаѓаат и тоа мислам дека го постигнавме уште од првата година, па се надеваме дека понатака и ќе се развива уште повеќе. Па да, како што гледаме ова како една училница, нели? Да, имаме 3 простори. Ова се разликува во многу нешта, меѓутоа сакам да кажам дека е училница, каде што дечињата треба да се... Имаме и други помали училници каде што може да пристапиме индивидуално. Групите ни се мали, значи немаме повеќе од 8 дечиња во група, затоа што тоа е многу битно, да се посвети внимание. Програмата за возрастни секако дека постои, значи имаме и програми наменети за возрастни, меѓутоа тука малку поинтензивно работиме со други техники кои што го забрзуваат читањето. Исто така работиме на повеќе циклуси, мемориски циклуси, мемориски модули би ги рекла јас, а тоа е асоцијативни мапи. Првиот модул е работа на асоцијативни мапи, каде што имаме колоритни мапи кои што ги употребуваме врз основа на наученото, тоа што го учиме со посебните техники и методи, да можат децата да си направат некоја своја слика, тоа е логичко размислување, своја слика и да можат да сами да ја прераскажат лекцијата, пример, од 8 страни, во 10 минути, сами. Тоа е поентата, малку да развиеме логичко размислување, затоа што тоа дома обично не го прават. Нели, читаат, да научиме побрзо, да нацртаме нешто, меѓутоа нашите техники се посебни, колоритни, кои што развиваат еден посебен стимул кај дечињата и тоа го правиме тука, после тоа секако дека можат да си ги користат тие техники и дома и понатака во животот, ама основата мислам дека треба некој да им ја каже, тоа не може родителот. После тоа, како втор модул, би го набројала тоа дека ги активираме двете мозочни хемисфери. Левата хемисфера е повеќе користена во редовното училиште, додека пак десната хемисфера е многу битно да се активира, затоа што таа е одговорна за слики, за емоции, за музика, значи за осет, има за чувство, за визија, да. И тука е недостатокот, мислам, во образованието кај децата, дека повеќе се за апстрактни работи врзани, дека ова сега морам на брзина да го научам или не можам. И готово, тука станува фрустрација, тука се фрустрираат дечињата, меѓутоа кога ќе се активира и десна хемисфера, кога ќе се свати дека учењето не е толку многу страшно и дека има забава и креација во него. Значи можеш сам од една дефиниција да направиш цела слика која што ќе ја памтиш цел живот. Да. Така да таа техника, метод е многу битен. Трет метод е тоа што читаме брзо. Читаме со посебна техника која што родителите кои што ќе ги донесат децата на демо час, ќе ја видат, ќе ги осетат уште првите 45 минути од часот придобивките од таа техника и сите други модули. Читаме со стапче и се движиме брзо контекстот. Значи не читаме брзо збор по збор да им е досадно на децата, него баш да се движат лесно како песна да читаат, буквално. Меѓутоа тоа што ќе го прочитаат, да го запомнат. Да го запомнат, да, тоа е после да ќе ви го кажам во мемориските техники. Сега имаме трета техника која што ја нарекуваме, четврта техника која што ја нарекуваме мемориски техники. Значи таа е многу интересна и во тој модул значи се опфатени сите оние работи кои што се учат песнички, се учат бројки, се учи битното од небитното, значи се одвојува, пошто многу е битно тука да разграничиме во еден текст кој што го читаме ние за да го научиме лекција или песна или било што врз
врз основа од тоа, нели, која годишна возраст се дечињата, мора да го пикираме тоа што е битно. И од тоа што е битно, ние вадиме своја перспектива за нештото. Сите дечиња размислуваат различно. Сите дечиња, нели, ние возрастните, и ние. само дечињата, секој различно. Така да секој си има различна мапа, секој си има различен стил на учење, меѓутоа техниката е иста. Да. Постојат Совладувањето на материјалот. Да. И како петта техника е тоа дека памтиме брзо. И можам сега тука да кажам, да издвојам дека на вистина презентацијата е многу битна на крај. Тоа што го учиме, да знаеме да го пренесеме пред аудиториум, ако се повозрастни, ако се помалецки во школа, значи сето тоа некако со самодоверба, без страв, значи да знаеме, да знаат дечињата да го кажат како што треба, како што им е научено. Друго нешто што е многу битно со нашите техники е тоа дека 5 пати побрзо читаат со овие модули и 50% се зголемува концентрацијата кај што е многу важна. Да. Само за момент, се извинувам, задржи си ја мислата. Еве прочитав пред некое време дека во соседна Србија имаат иницијатива да се скратат часовите, затоа што дечињата воопшто немаат концентрација во толку големи минути. Да, јас го видов тој податок и тоа е така, значи реално е така, затоа што не секој ја губат концентрацијата. Ја губат концентрацијата. Поготово последните 15-20 минути. Да, треба да знаат правилни техники за фокус и концентрација. Тоа вака навиду мислеа лесно и едноставно дека концентрација, па сега викаат родителите ќе седне, ќе се сконцентрира, меѓутоа не е така. Затоа треба тренинг. Треба, затоа сме тука сертифицирани тренинг, мотивација тренери, и од страна на наставниците кои што се во образованието. Да. Сега, кога зборуваме за резултатите кои што ги споменавме, кажавме кои се методите, на каков начин работите за да дојдеме токму до она што го посакуваме, дечињата да бидат напредни во својот живот, да си чекорат по правилен пат. Меѓутоа, еве, за колку време од прилика? Сега кажавме дека секој е различен за себе и индивидуално, кој може би побрзо ќе научи, може би некој поспоро, но ги совладуваме сите овие техники кои што вие ги употребувате. Резултатот за колку време, еве вака, ќе ни кажете, доаѓа? Да, резултатот кај сите варира индивидуално. Меѓутоа, резултатот е највидлив од како ќе заврши курсот, затоа што тука имаме вежби на последна работилница кои што ги нема во прва работилница. Така? Или предпоследна работилница. Така да, ќе помалите за 2 месеци првачињата. Кај тие што се од 7 до 9 години, 8 месеци даваме максимален период во кој што нели треба да се видат во тие 8 месеци резултатите, меѓутоа ќе некој порано. Ама тоа не е целосно. Сепак треба да се помине цел курс за да биде нештото како што треба. А кај поголемата програма е 6 месеци. Значи, од прилика така таа е некоја Тоа е рамка, периодот каде што доаѓаме до оние видливи резултати кои што меѓутоа ги има. Да. 99% постојат. Да. Од каде желбата за оваа работа? Споменавме дека и твојата мајка во Прилеп го има истиот едукативен центар за школа за брзо читање и за мудро учење, но еве ти ја наследуваш мама. Дали таа ја внесе оваа желба кај тебе за токму нешто вакво во животот? Да, меѓутоа мислам дека секој човек треба да, нели, да си го пронајде својот пат и да знае што сака. Секако дека јас гледав, нели, како се одвива, тоа беше пред мои очи, работа со деца, помагање на дечињата се, и тоа беше клучно, меѓутоа јас сама по себе некако, не знам, имам таков некој инстинкт во себе, сакам деца, сакам да ширам, нели, знаење, позитивна енергија, поготово тука оваа школа Ептен ме привлече затоа што има логичко размислување. Значи не е она апстрактно и едноставно, да, највеќе мислам дека беше за тоа пресудно едукативниот центар на мојата мајка, меѓутоа и тоа, нели, каква личност една со друга сега. Може и сега ќерката да ја научи нешто мајката. Да, секако сега помладите генерации. Помладите генерации, доаѓа се некое ново време, така. Да кажи
кажеме и тоа каде се наоѓа вашата школа и за сите оние кои што еве од сето ова што има можност да го слушнат, пројавуваат желба токму дечињата да ги дадат во вашите раце за да ги постигнат овие резултати, каде се наоѓа, колку неделно часови имаме и така Да, натаму. часовите првично се еднаш неделно за сите програми. Што не Тоа е многу? мислам дека не е многу, меѓутоа тоа е правилно така, мислам свесно така направено затоа што нели тоа што го викаме мотото за пократок временски период да се постигнат резултати. Тоа е школата за брзо читање и мудро учење и да се одвои битното од небитното. Така да еднаш неделно мислам дека е доволен период со нашите техники, не обично читање, стандардно, класично тоа што го имаат во училиштата, со техниките за школата за брзо читање и мудро учење. Мислам дека еднаш неделно да, идеално е, со тоа што секако дека тие после тоа си учат дома, нели си ги користат техниките. Нашата школа се наоѓа на улица Ѓорѓе Димитров број 40 во општина Кисела Вода. Тоа е на уличката позади Економско-правно училиште Васил Антевски Дрен. Може нели да се пријават родителите на демо час, моментално имаме отворени уписи. Може да не контактираат лично во школата или на социјалните мрежи, на телефонскиот број 076 211 066. Така да нашите врати се отворени и нели кон секое детенце. И многу е битно да нагласам дека школата не е само за оние деца кои што имаат потешкоти во учењето. Да, помагаат, не мора да значи, да. Меѓутоа помагаме за сите, буквално. И за оние кои што имаат познавање и знаење да имаат уште повеќе. Ете така, да го усовршиме да тоа. се усоврши така. знаење. Марија, многу ми беше драго што беше дел од нашата утринска програма, затоа што секогаш кога разговараме нели за најмилите, а тоа се дечињата и на ваков начин да им се помогне еве да дојдат до реализација и на својот сон понатаму, затоа што со овие техники кои што ќе ги совладат, им се потребни уште повеќе, ќе ги искористат. И во основното и во средното образование и понатаму. Благодарам, па се гледаме. Поздрав. Ви благодарам и на двете. Брзото учење докажавме дека не е талент, туку вештина што се развива. Точно. Верувам дека многу од нашите гледачи ќе знаат каде да ги насочат своите дечиња и како да имаат подобри резултати.